Добро вечер. Уште една нова дневна доза на рапорт со мене. Вечерва одиме на плажа. Тоест, чекајте малку, изгледа избрзавме недовршена плажава и времено се фркава нешто. Ај вака ќе направиме. Најпрво тргнуваме по камени и одиме до плоштадот Дизниленд. Тамо вчера градоначалникот Косе Трајановски го најави почетокот на реконструкција на фасадите, кои, како и се останато таму, стануваат барокни. Само јас навистина не знам зошто, што им фалеше досега. Ама се разбира, градоначалникот знае и сега ќе ни објасни на начин на кој не можеме, а да не го разбереме. Со ова сметаме дека централното градско подрачје ќе добие еден нов лик, еден класичен лик, еден лик на старо Скопје, еден лик кој што ќе значи нов имидж на градот Скопје. Да. Како што веќе реков, градоначалникот ни објасни на начин на кој не можеме, а да не го разбереме. Ако имате проблеми со разбирањето, ќе се обидам да ви помогнам. Значи, еве уште еднаш и од мене. Со ова, централното градско подрачје ќе добие еден нов лик. Лик каков што досега немало, лик каков што досега не бил виден во градот Скопје, лик за кој не сте ни помислувале дека може да постои во градот Скопје. Што самото по себе пак значи дека централното градско подрачје ќе добие еден класичен лик, односно ќе си го врати својот стар лик, ликот на старото Скопје, Скопјето кој сите го знаеме од спомените Скопје какво што било во своите најдобри денови од минатото. Да, и тоа старо Скопје. Чекајте, има уште. Сега пак, овој стар, класичен лик на Скопје кој сите ние го знаеме, ќе му даде еден сосема нов имидж на градот Скопје. Имидж каков што досега не сте виделе, не сте ни сонувале. Односно, стар имидж. Или да скратиме, значи новиот имидж кој градоначалникот Трајановски ќе му го даде на Скопје ќе биде всушност стар имидж кој ќе внесе нова свежина, кој пак ќе ја врати класиката која е нешто ново, ама и нешто старо. Значи старото е ново, а новото е старо, што значи новиот лик е стар лик кој носи нов имидж. Леле, ништо да не сте сваќале. Изгледа шаве ви зборувам јас овде. Режија, дајте уште еднаш да го слушнеме градоначалникот, тој најдобро ќе објасни. Со ова сметаме дека централното градско подрачје ќе добие еден нов лик, лик на старо Скопје, нов имидж, еден класичен лик, нов имидж, лик на старо Скопје, нов лик, еден класичен лик, нов лик, еден лик кој што ќе значи нов имидж на градот Скопје. Да, точно така. Мислам дека градоначалникот беше прилично јасен, дури и вака измонтиран. А сега да се вратиме на темата со која почнавме. Втората градска плажа која моментално се уредува на потекот од Камениот до мостот Гоце Делчев веднаш по новата зграда на Уставниот суд. Да, градските власти мислат и на уставните суди. Па нема смисла по толку грижа за усогласување на законите со уставот да немаат кај да се искапат, кај да се сончат. А од сега имаат и палми, баш како што имало и некогаш. По тоа старо Скопје за кое ви зборувавме со градоначалникот Трајановски. Сепак, нормално, како и за се, така и за ова има критики и чудни прашања од новинарите. Кажете, зашто одбравте палми да насадите? Зашто одбравте палми, а не дрва што се посоодветни за нашето поднебје? На кеј? Вие знаете дека палмите секогаш асоцираат на плажа, на море, на... Сега багрем има да нема да ставаме. Да. Благодарам. Така де, палмите асоцираат на плажа и море, па токму затоа ваквите песочни плажи на кои растат палми се распрострираат покрај Вардарското море. Така било и во старото Скопје за кое зборува Коце. Само што после дојде лошиот Бранко и го уништи. Ги откорна палмите, ја испи водата од морето и остави само малку вода за која не убеди дека тече низ река која се вика Вардар. Тоа ти цела среќа што дојде некој да го воскресне тој стар лик кој ќе му даде нов имидж на градот за да биде постар. Сега ни фалат само уште неколку вреќи сол во Вардар и ќе си го имаме и старото Вардарско море со прекрасната солена вода. И да, за малку ќе ги заборавев коцките од Париз. Апсолутно, фантастично. Ај сега чао. Се гледаме утре.